По 10-ти пат, како што кажа и ти, се одржа групното крштевање во организација во водите на реката Бабуна во организација на Повардарската епархија. Вкупно 37 лица беа крстени во водите на реката Бабуна, на што предходеше крстење и на водите на реката. Оно што сакам да напоменам е дека овој пат на ова групно крштевање нема само лица од Велес, туку од повеќе градови низ Македонија и секако едно лице кое што ќе се крштава, поточно е веќе крстено, е лице од Албанија. За повеќе за значењето околу ова групно крштевање кое што се одржува по 10-ти пат на реката Бабуна, ќе слушнаме во продолжение од протоиерей магистар Горан Панзов. Да слушнаме изјавата во продолжение. Денеска Светата православна црква Повардарската епархија по 10-ти пат прави крштевање бесплатно на реката Бабуна. Чинот на крштевањето е основната врата, влезната врата на секој оној кој што сака да го прифати христијанството и се разбира тоа треба да го направи со слободна воја, да исповеда дека сака да биде христијанин и се разбира и ќе почита нашиот Господ Исус Христос. Крштевањето е чин преку кој што се започнува еден христијански живот, односно преку крштевањето, потоа доаѓа чинот на миропомазанието и потоа може да се случуваат сите други свети тајни кои што Светата православна црква ги нуди на православните христијани. Секој кој што денеска ќе дојде овдека на реката Бабуна ќе биде крстен без разлика што нема да ги исполнува оние услови кои што ние сме ги поставили, односно на возраст да биде над 14 години, иако таа норматива е малку симната сега, дошли и деца, ќе бидат крстени тие дечиња. Моето толкување дека ете тие сакаат да бидат крстени, најбитно е дека и искажуваат својата вистинска вера и својата вистинска љубов да останат христијани, православни христијани. И пред 10 години бројката на оние кои што ги крштевавме беше 100 и потоа секоја година се повеќе се намалуваше, така да оваа година имаме 37, од кои што 5 се од Скопје, 3 се од Кичево и имаме една албанка која што заради тоа што сака да се венча во Светата православна црква, си ја прима православната вера и таа ќе биде така крстена во реката Бабуна. Ете, слушнавме од протоиерей Горан Панзов какво е значењето на оваа групна крштавка. Она што сакам да додадам е дека во изминативе 10 години вкупно се крстени на оваа групна крштавка која што се одвива на реката Бабуна, крстени се вкупно 400 лица. Доколку немате прашања студио, јас се одјавувам. Секако за овој информативен преглед известува Ања Василева.